Поранешниот собраниски спикер Трајко Велјановски на судиката Добрила Кацарска и даде куси одговори. Ниту бил свесен, ниту запознан со делот настаните за време на собранискиот упад. Тој не знал за присуство на лица со фантомки. Велјановски не се јавил ниту за помош во МВР, оправдувајќи се дека како председавач имал обврска само да ја води седницата. Велјановски тврдеше дека нема сознание за тоа дали Ѓошевски бил поврзан со влегувањето во мониторинг салата на двајца вработени во МВР. Дали за да го заштитите Ѓошевски во овој дел имавте комуникација со Митко Чавков? Не. Сигурно? Комуницирав со Чавков само во делот на дисциплинската постапка, која се водеше против Ѓошевски по два основи, за непостапување и за погрешно постапување. Знаевте ли дека во прес-центарот се тепаат пратеници, а во други простории на собранието се напаѓаат и новинари? Видов на телевизија. Адвокатката Ружица Николовска со критика. Провокациите пред се и од јавниот обвинител беа невкусни со дофрлање на некои одредени коментари, а во однос на испитувањето што судот го вршеше на овој сведок, исто така сметам дека не е во ред и не е во духот на законот за кривична постапка. Судот треба да биде нем посматрач, а доколку има потреба од разјаснување на одредени работи, во тој случај да побара појаснување. Велјановски рече дека Ѓошевски бил професионалец како лично обезбедување. Прашан за вмешаност со отворање на собраниските порти, демантираше, потенцирајќи дека не ни помислил зашто ја знала одговорноста, но пред камерите не сакаше да коментира. На одговорност за собраниските инциденти. Тоа што имав кажам на суд. Бидејќи втор мандат е пратеник, Зијадин Села рече дека го познава обвинетиот собраниски обезбедувач Обџефете Алими. Села сведочеше дека Алими му го спасил животот. Сега симптоматично е тоа што председателот сегашен знаел, министерот за внатрешни работи тогашен ништо не знаел, нели? А Ахмети не бил присутен. А што се однесува на делот на другиот председател тогашен на партија кој не беше присутен, тоа беше господинот Груевски. Полицискиот припадник Тони Алексовски сведочеше во одбрана на неговиот колега Душко Лазаров, потенцирајќи дека ако член во оперативниот штаб платформа добие наредба, има само обврска да ја пренесе на раководителот на штабот Митко Чавков.